Добар ден на сите граѓани во Куманово. Прво да ви го честитам и можеби најголемиот празник што се случува во Република Македонија секоја година, а тоа е прославата по повод на нашите основоположеници на словенската писменост Свети Кирил и Методи. Во сите основни училишта во Република Македонија се прославува масовно овој празник кој што е многу значаен за Македонија. Имено, можеби и најголем ефект ми направи и прославата во Свети Кирил и Методи, едно од најстарите училишта во Македонија која прославува 175 години, а исто така и Свети Кирил и Методи училиштето во село Бучин, каде што постои од 1836 година и каде што основоположеник на тоа училиште е Димо Хаджидимов. И затоа јас сум учела и джинот во тоа училиште и по овој повод навистина сите граѓани треба да бидат среќни заради тоа што Република Македонија ги има овие просветители. Тоа е мојата прва порака, а втората порака која сакам да ја упатам, тоа е дека во екот на изборите ние се среќаваме со граѓаните на Куманово, меѓутоа и со селата кои што се во околината на Куманово и ги слушаме сите нивни забелешки, сите нивни предлози кои што ќе бидат понатаму разгледани, кои што ќе бидат вградени и во наредните програми, за тоа што ние како коалиција начело со ВМРО-ДПМН се обидуваме навистина да направиме крупни реформи и да ги продолжиме оние кои што ги започнавме во минатиот период од 2006 година наваму. Имено ние како коалиција начело со ВМРО-ДПМН ги направивме најголемите даночни реформи. Ако Македонија во овие денови има најниски даноци во Европа, ако Република Македонија има најмал ДДВ и ако ние се трудиме сето ДДВ кој што беше 18% да го симнеме на 5% во најголемата криза, ако ги зголемуваме платите и во најголемата криза, ако ги зголемуваме пензиите, вие одлучете се за тој кој што треба да гласате. Немојте да се враќаме назад. Назад е погубно за Република Македонија од проста причина што не сакаме да ја вратиме Република Македонија каде што минатата власта, сега опозиција, начело со СДСМ, ги приватизира, односно ги затвори сите фабрики во Куманово, и Искра инженеринг, и Чик Куманово, и ред други фабрики кои што постоја и Куманово се гордееше со нив, а беа вработени илјадници луѓе во тие фабрики. Тие се стечајци, а сега, каква иронија, стечајците сакаат да бидат